Каде завршуваат 30% од тендерите во РЕК? На ова прашање треба да одговорат власта на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, а по избори треба да знаат дека ќе имаат одговорност, порачаа на преса од ВМРО ДПМНЕ. 30% е разликата во цена за ископ на 1 килоџул јаглен, кој го понудила Марковски компани на белорускиот конзул и на другите фирми на тендерот. Иако Марковски компани имала повисока понуда, таа го добива тендерот. Имено, РЕК Битола ја избира Марковски компани со понудена цена за ископ од 129,7 денари по гигаџул, а истовремено ја игнорира понудата од 100 денари по гигаџул. На вториот ден се одржан прес од опозицијската ВМРО ДПМНЕ, нагласија дека во вадењето градежни дозволи човечкиот фактор ќе биде исклучен за да нема корупција. Денеска се задржуваме на два проекти од областа на урбанизмот, од кои што и двата се многу битни за граѓаните на Република Македонија. Првиот се вика BIM, односно Building Information Modeling. Оваа BIM технологија овозможува брзо и квалитетно проектирање, каде наместо мануелната контрола од проектите во администрацијата, истата овозможува софтверска, а не фактор човек контрола на проектите, со што се добива брза и квалитетна контрола. Без субјективизам и, што е најважно, без коруптивни елементи во истите. Со оваа технологија ќе се скрати времето на проектирање, времето за добивање на одобрение на градба, надградба и реконструкција.